Поздрав до нашите гледачи пред малите екрани. Ви благодарам што во овој веќе стандарден термин сте заедно со нас на телевизија Алфа. Тука стартуваме денешната попладневна програма и како и секој пат ќе се потрудиме да го задржиме вашето внимание, поставувајќи одново тема поврзана со здравјето, заради тоа што е многу важно, се разбира, да бидеме пред се доволно едуцирани, да ги избогатиме нашите знаења кога е во прашање начинот на кој што треба соодветно да се грижиме самите за себе, за нашето здравје, за состојбата во која што се наоѓа нашиот организам, а и соодветно да постапиме доколку се јави било каков проблем. За тоа се тука се разбира стручните лица, тие најдобро знаат на кој начин треба да ни помогнат и соодветно да ги третираме евентуалните проблеми со здравјето. Овој пат ќе говориме малку повеќе за нешта поврзани со здравјето на жената, нешта кои што природно се случуваат со текот на годините и се на некој начин биолошки процес. Се разбира дека вообичаено во зрелоста жените поминуваат низ оној период кој што е наречен менопауза и кој што е, се разбира, пропратен со многу нешта. Меѓутоа, еве овој пат ќе позборуваме за тоа кои промени ги носи како таква за организмот на жената, дали по некој пат се јавуваат и ризици поврзани со целокупното нејзино здравје, кои се потешкотиите кои што може да ги донесе овој период, нели како сето тоа природно изгледа. Постојат многу детали, се разбира, не дека само негативни страни се врзани со менопаузата како таква, напротив, меѓутоа за деталите, како што реков, тука се стручните лица. Ки посакам добре дојде во денешното издание на мојата гостинка, доктор Ирена Шуплиновска-Јордановска, која што е гинеколог акушер и е дел од стручниот тим на Ачибадем Систина. Ви благодарам што сте со нас и добре дојдовте во емисијата. Благодарам на поканата. Ја избрав оваа тема заради тоа што, како што реков, во зрелоста ова е еден период, една етапа, ако можам така да ја наречам, со која што жените се соочуваат и минуваат низ неа. Па би било добро еве во нашиот вовет од разговорот, всушност да објасниме која е таа промена во организмот на жената што како таква си ја носи менопаузата. Да почнам прво да објаснам што по себе значи менопауза и кој период генерално се јавува. Значи, периодот на жената во возраста помеѓу 45 до 55 години е просечно време каде што се јавува менопаузата и во рамките на тој период сметаме дека менопаузата стигнала на време. Периодот пред тоа или евентуално после тоа се нарекува прерана или задоцнета менопауза. Секако е некој биолошки процес кој што се случува во текот на животот на жената и прати свој акомутации и новитети со целокупното здравје и психичко, ментално и физичко на жената, кое што понекогаш може да биде и не така лесно и во зависност од индивидуата, овој целокупен процес помеѓу менопаузата и перименопаузата, периодот што е пред менопаузата, знае да биде и подолг или некогаш жената да пројде дури и неосетно низ сето тоа. Меѓутоа, може да се истакне дека речиси 60 до 80% од жените што поминуваат во менопауза имаат некакви симптоми. Дефиницијата на менопауза е изостанување на менструален циклус во рок од 12 месеци. Значи, кога веќе жената нема 12 месеци циклус, можеме да кажеме дека е во менопауза. Овој период, значи, го следат претходно, може да се случуваат неколку години понапред, неуредни менструални циклуси, задоцнување на истите, скокање по неколку дена, менување на обилноста и на количината и ред други симптоми кои што ќе ги спомнам во натамошниот разговор. Сакам да кажам дека менопаузата што ќе се случи помеѓу 40 и 45 години се нарекува рана менопауза, додека менопаузата пред 40 години се нарекува прерана, значи менопауза и е, значи, дефинитивно дел што треба да се третира и
Генерално, кога разговарам со стручните лица и со докторите, секој пат некако во рамки на нашите разговори ги споменуваме пред се промените во нашето темпо на живот, начин на кој што се храниме, начин на кој што функционираме и така натаму. Се разбира, тоа е природно, ако го споредиме сето ова со минатото, се разликува во голема мера и поврзано со нашите здравствени проблеми знае да биде и како директно. Сега ме интересира дали конкретно за тој момент кога, дали навремено или предвремено ќе настапи менопаузата кај една жена, има улога токму ова што пред малку го споменав, или причините за да менопаузата настане порано од предвиденото или регуларното се од друг тип на природа. Зошто се случува и тоа? Зошто се случува жените помлади да веќе значи соочат со инциденцата на предвремена на менопауза е различна, да речеме, за различни географски региони, различно социоекономски услови. Меѓутоа, директен фактор на испитување зошто некои жени влегле, да речеме, во менопауза, каде што споменувам стресот и некои такви стресогени животни случувања, сепак не можат директно научно да дадат оправдување за влегувањето во предвремената менопауза. Се уште стои онаа дефиниција дека се тоа генетски детерминирани, кога едноставно јајниците ќе изгубат својата функција. Се уште на науката недоволно е јасно зошто кај некои жени може да се случи предвремено јајниците да ја изгубат својата функција и токму тие да влезат во менопауза. Меѓутоа, секако има начини со кои што тој период дава знаци, да речеме, што може да се случи. Има лабораториски исследувања што може да покажуваат дека на некоја жена може да и се случи нешто такво, ултразвучни прегледи и слично. Меѓутоа, постојат терапии и субституциони, меѓутоа доколку тој процес почнал, во суштина не постои нешто со кое што може природниот тек на таа состојба да се запре. Дали се разликуваат оние жени кои што можеби имале некаква не толку сјајна историја претходно и проблеми гинеколошки во поглед на тоа кога и како ќе настапи менопаузата? Можат ли тие да бидат директно поврзани со овој момент? Да, ова е добро прашање. Значи секако може да има разлика, значи жени кои што немале никакви репродуктивни проблеми или проблеми со јајниците, секако може да биде различно доколку кај жени имаме некакви хирушки отстранувања, значи да речеме на цисти, поготово повеќе пати, или отстранување на дел или на цел јајник или ради некои состојби дури и двата, тоа се, да речеме, јатрогени влегување на жените во менопауза, кога ради одредени болести мора да се отстранат репродуктивните органи без разлика на возраста, додека некогаш знае толку да се, да речеме, да остане мал дел од јајничното ткиво или ради некои ситуации да биде нарушена васкуларизацијата на јајниците и репродуктивните органи, и тоа да допринесе за предвремено губење на функцијата на јајниците. Меѓутоа, ова не е важи за генералната популација, него за жени кои што сепак биле со некакви болести и проблеми. Тие се помал процент и на некој начин се исклучок од таа генерална слика. Јас тука никаде само ќе ги потсетам нашите гледачи, се разбира како и во секое наше издание, и овој пат јас ќе ве поканам да се вклучите и да поставите прашања, се разбира, кои што се поврзани со денешната тема. Мојата гостинка ќе одговори на сето она, пак ќе кажам што еве на ваков начин може да добие одговор, така што реков, добре дојдени сте, се додека нашиот разговор трае, можете да се вклучите во рамки на програмата. Сакам да продолжам сега со оној дел кој што вие накратко го споменавте, за да нели официјално настапи менопаузата, потребно е 12 месеци да биде изоставен циклусот. Меѓутоа, да позборуваме малку за тој премин, тој период измеѓу, односно додека да дојде до тој момент, пред се може ли соодветно жените да го препознаат како таков, како изгледа самата транзиција, самиот премин, може ли тој период да донесе некакви компликации, потешкоти, кои се главните промени што жената ќе ги забележи кај себе и веќе ќе знае дека процесот е започнат? Значи, периодот пред да настапи менопаузата, стручно се нарекува перименопауза, и обично жените ја доживуваат во своите 40
години, со тоа што во просек, да речеме, трае некои 3-4 години. Се случува кај жени да имаат до крај менструален циклус, редовен и уреден, одеднаш да застане и после тоа да не добијат мензис воопшто и да прогласиме дека се веќе во менопауза, кога ќе поминат 12 месеци, секако може да имаат и други симптоми, меѓутоа зборам сега во однос на менструалниот циклус. Тоа е едниот дел од жените што влагаат во менопауза, другиот дел од жени кои што може би е и поголем, имаат некакви проблеми со месечниот циклус, како што споменав, може да биде дури и неколку години во однос на фреквенцијата, тие циклуси ради изостанокот на овулација и недостатокот на хормони да бидат и продолжени и изоставени. Нели тоа сите го знаат, на пример, може да се случи да нема мензис 2-3 месеци, па да добие мензис, или кога ќе изостане менструален циклус да дојде на лекар, па ние да ја видиме состојбата на слузницата на ендометриумот, па да дадеме соодветна терапија да прокрвари или слично. Така да мислам дека се повеќе жените имаат здравствена култура во тој период кога почнуваат да имаат проблеми во однос на менструалниот циклус и секако бараат помош од стручните лица, што е за поздравување и ние соодветно и доста успешно ги третираме и ги менеджираме, да речеме, тие менопаузални состојби со совети и секако со терапија каде што треба. Соодветна, да. Во тој поглед, бидејќи те споменувате веќе терапија и соодветен третман, сакам да прашам што се случува со оние исклучоци или помала бројка на жени кои што ги спомнавте и кај кои што знаат многу порано да се случи целиот овој процес. Дали доколку порано запре нивниот циклус, тоа подразбира и повлекува некои други евентуални нарушувања со нивното здравје, како тие треба да се однесуваат, треба ли лекар соодветно да го следи целиот тој процес за да немаат било какви компликации со здравјето? Значи секако секој пристап прво мора да се истакне дека е индивидуален и со согласност и соработка со жената. Во минатото беше поголем, кој е тој точниот збор, баук, да речеме, на жените да примаат било каква хормонска терапија од страв. Сега се повеќе жени се свесни за предностите на хормонна заместителната терапија во оние случаи каде што треба. Така што за жени што влегле во предвремена менопауза, посебно за оние што влегле во предвремена менопауза пред 40-та година, како се препорачуваат да се користи хормон надоместна терапија. Значи, не ни е целта тука да добиваме менструален циклус. Ако жената е веќе во менопауза и со терапија нема да може веќе да добива крварење, меѓутоа збориме за останатите бенефити на хормоните во женското тело, односно за превенција на остеопороза, за превенција на кардиоваскуларни заболувања, за севкупната добра здравствена состојба, за снага, либидо, и сите тие работи за кои што се одговорни хормоните во женското тело. Така што не е исто дали една жена ќе влезе во менопауза на 52 години или на 38 години и секако оние жени што немаат контраиндикации за примање на хормон надоместна терапија, а тоа се веќе некои строги критериуми и индикации кои сме и кои не сме, секако би требало да примаат извесен период, повеќе години, додека не стигнат во она доба каде што природно би требале да влезат во менопауза. Секако бенефитите од хормон надоместната терапија за предвремена менопауза се многу поголеми од некаква си потенцијална опасност, да речеме. Да, може само уште малку околу таа потенцијална опасност, затоа што како велите се разликува ако нештото се случи пред 40-та година или подоцна. Како изгледат, да речеме, тие примери каде што жените знаат да одбијат или да не сакаат да примаат хормонална терапија, тоа понатаму да си повлече други нарушувања. Значи, ако ние се соочуваме со, да речеме, остеопороза уште од многу порана возраст, тоа веројатно може и знае да биде пострашно тогаш кога
ќе бидеме позрели. секако. Сакам да биде ова на некој начин како апел. Претпоставувам дека можеби некој пат сте видели такви примери каде што да речеме од наша лична собствена грешка или став ние самите донесуваме одлука потоа да се бориме со други проблеми. Да, секако, меѓутоа и кај овие жени кои што имаат предвремена менопауза, и тие се разликуваат индивидуално. Некои од нив ќе имаат многу малку изразени симптоми, пропратни болести и нуз ефекти, додека меѓутоа за жал кај поголемиот дел ќе има секако несакани ефекти од отсуството на естрогенот, поготово во системот на жената на толку млада возраст. Значи, остеопорозата секако и кардиоваскуларните заболувања, значи жените кога ќе влезат во менопауза стануваат со ист ризик од кардиоваскуларни заболувања како и машката популација. Значи естрогените се оние што го штитат срцето на жената и секако дека бенефитите на хормоните за жената се Пак ќе кажеме кога ете лекарите увиделе дека тоа е потребно, веројатно е многу подобро тоа да го послушаме отколку да имаме отпор, затоа што доколку нема контраиндикација и ако има изразени симптоми. Дури и оној период што е да речеме граничен, 40 до 45 години, секако и хормонна домесна терапија не мора да се прима само за жени што влегле прерано во менопауза, туку може да се применува и кај жени кои што се во перименопауза и во менопауза во нивниот во физиолошката возраст за случување на истото, меѓутоа имаат многу пропратни и неиздржливи симптоми од менопаузата. Значи, тука збориме за познатите жешки бранови, за ноќните потења, за нестабилната артериска тензија, за промените во расположението, депресиите, сувоста на вагината, уринарни инконтиненции, останати проблеми што се случуваат во репродуктивниот тракт. Така што кај некои жени овие тегоби можат да бидат просто многу изразени. Сме виделе ние жени кои што тие препотувања и жешки бранови буквално дури и го отежнуваат нормалното функционирање и тие секако заслужуваат, доколку немаат контраиндикации, хормонна домесна терапија во тој период од неколку години, додека ги пребродат, да речеме, тие симптоми. Се уште хормонна домесната терапија за жените што се перименопауза и менопауза во физиолошка возраст се препорачува за оние жени кои што имаат симптоми изразени. Се уште важи, значи тоа правило да се дава кај оние што имаат симптоми, а не, ајде да речеме, само така. Супер е што ги спомнавте и овие симптоми кои што нели си доаѓаат без разлика на годините и кои оние кои што навремено да речеме се соочуваат со овој процес. Ќе позборуваме и подетално за нив, но тука ќе дадам предност на првиот наш гледач. Веќе го имаме, чека на линија, па добар ден. Дали се слушаме? Ало, добар ден. Да, јас ве слушам сега одлично. Повелете. Поздрав до вас и до гостинката. Благодарам. Се јавувам од Гостивар. Јас лани на 49 години ми почина сопругот во сообраќајка и изгубив менструацијата, мислам повеќе више никогаш не добив. Пред тоа на 47, на 48 години добивав еднаш во годината, меѓутоа менструацијата завршуваше со киретажа. И после не добивав една година, па повторно пак ќе добиев, па повторно киретажа. Инаку имам висок крвен притисок, имам проблем со тироидната железа, намалена функција. Лани кога бев на контрола веќе почнала и да се суши. Исто имам и шеќерна болест, а од симптоми два пати тоа во месецот ми се случува, ми се чини во периодот кога треба да добијам, потечувам во стомакот, во нозете и многу јаки главоболки. Сами доаѓаат, сами си заминуваат. Па би сакала да ми одговори докторката. Добро. За решение. Ви благодарам многу и пред се што го следите разговорот и за тоа што се јавивте. Слушнавме повеќе аспекти и нешто со кои што се случува гледачката. Само да се надоврзам на неа, да го прокоментираме и моментот дали може да настапи менопауза и едноставно да се случиме со ова само поради некоја голема, тешка или стресна ситуација. Имаме ли такви примери како директен причинител? Може да биде коинциденција, директен доказ дека самиот стрес го предизвикал тоа без да се
даде значење на некои други фактори, се уште нема. Баш околу тоа и прочитував пред да дојдам во емисијава, зашто знаев дека е актуелно дека жени многу го поврзуваат со тоа, се случуваат, значи коинциденции да кажат дека после некаква стресогена случка во животот се случува, меѓутоа научно-медицински немаме директен доказ дека самиот стрес е директен причинител за влегувањето во менопауза, меѓутоа секако може да биде потенциран фактор, пошто стресот реактивира други хормони кои што се контратежа на овие женскиве и така натаму. За гледачката, значи, колку што разбрав, она веќе една година нема мензис, можам да кажам, значи, дека веќе е влезена во менопауза. Предходните менструални крварења веројатно имале индикација да се завршат со киретажа ради одреден наод од лекарот. И сега во однос на симптомите што ги чувствува, можам да кажам дека веќе кај да е дека ќе завршат, пошто веќе нема една година мензис, со оглед на тоа дека е диабетичар и хипертоничар, не знам дали е обезна или не е најадекватен кандидат за хормонна домесна терапија, така да овие симптоми треба да се менаџираат со стилот на живот, храна искрена, физичка активност, некогаш помагаат, да речеме и само малце некои ленено семе и некои други фитоестрогени со храната, каде што има малце естрогени, за да можат колку долку нешто од тие симптоми да бидат полесни. Меѓутоа, по анамнезата на слушателката, ова веќе се случува некој период, така што кај да е овие тегоби би требало да и престанат доколку е менопаузата причинителот за нив. Главоболката секако може да биде предизвикана и од други работи, така да треба да се исклучат и органски причини и причини од покачениот крвен притисок во врска со главоболката и слично. Да, одново споменувате нешто за кој што секако дека сакам и малку подетално да ви поставам прашање. Кога жените ќе влезат во менопауза, се разбира дека пред се самите ги чувствуваат промените, често пати и околината го забележува, особено промените во нивното расположение, во овој тип на тегоби, главоболки, оттежнато спиење и така натаму. Пред да дојдеме до моментот за нивно третирање од стручно лице, евентуални терапии и така натаму, да позборуваме тука кои се начините и постојат ли начини жените сами да превземат одредени чекори за да си ги ублажат овие симптоми и за да си помогнат едноставно да си олеснат или да се чувствуваат подобро. Да, по прашање се хормони, веројатно не можеме со копче да ги регулираме и веднаш да си олесниме, меѓутоа како стилот на живот едноставно и нашите навики можат да ни бидат пријател, за да полесно ги поминеме. Ке кажеме, значи, жените и пред се нивните семејства треба да го издржат периодот. Да, тоа би било една од главните совети. Мора жената само себе да прифати дека тоа е составен дел од животот и дека е промена што е известна и очекувана и дека секако таа транзиција ќе заврши. Дека не е конечна состојба, дека по таа промена ќе настапи период каде што нема да ги имаме тие тегоби, нели секоја доба си има своја убавина. Секако во овој период на менопауза, да речеме, се совпаѓа со период и на други животни проблеми на жената, така што нели во семејството, деца и така натаму, и се тоа, значи, заедно поврзано. Освен, значи, како за секоја друга работа, спортот ќе го променам, ќе го споменам, редовната балансирана исхрана и навремениот сон, како и за сите други работи и овдека помагаат во поминувањето низ овој период. Секако многу е важна и поддршката од околината, од фамилијата, разбирањето за состојбата на жената, дека едноставно тоа е фаза и период кој што треба да се помине, знаат некогаш да бидат и нели со секакви расположенија во текот на денот, сами себе треба да се со поддршка семена и разбирање од најблиските, секако тој период
ќе помине и ќе биде и понатаму се во ред, без разлика што влагаат еве да речеме во некоја друго доба каде што ќе бидат во менопауза. За некои нешта веројатно ќе се вратат во таа стара нормала, некои нешта ќе се променат, меѓутоа како велите таа е природата, тоа е животот и природниот процес. И сега ќе дојдеме до тој дел каде што можеби се случуваат евентуални малку поголеми компликации. Прво генерално да ве прашам, дали самото влегување во менопауза значи дека организмот на жената станува покревок или поподложен на било какви проблеми со здравјето, или и тука тоа не мора да значи или да биде правило дека е така секој пат? Добро, секако дека е индивидуално, зависи од целосното здравје на жената и психофизичката состојба. Некои жени буквално прелетуваат преку овој период и имаат минимални или воопшто немаат симптоми и го поминуваат релативно лесно, колку и да се каже така, нели самите се знаат. Меѓутоа сакам да кажам вака, без некои поголеми тегоби и симптоми, здравјето нели здравствените предизвици со зголемувањето на возраста нормално влагаат у ризик за здравствени проблеми што се случуваат во понапредна возраст, меѓутоа жената од 45 до 55 години кога се случува таа физиолошка менопауза, сакам да кажам дека е се уште млада, дека не е стара и дека може да одговори на животните предизвици исто како да речеме и претходно и да се носи и дека не е престарена. Еве, не значи ништо тоа, пак сепак е голем дел игра Многу улога. е важно ово што го говорите и се надевам дека убаво ќе звучи, особено за жените кои што го следат овој разговор, за да не се обесхрабруваат или да не се чувствуваат неубаво или да не влија тоа негативно на нивните емоции, зашто пак ќе кажеме. Сега жените нели не исто изгледа жена од 50 години сега како жена од 50 години пред 50 години. Меѓутоа, без разлика како ние изгледаме и како се носиме и како се грижиме за своето тело, сепак биолошкиот часовник и јајниците не го смениле својот, да речеме, ритам и сепак жената влага во менопауза слично како што влагала во менопауза и во минатото, меѓутоа сега свесноста за себе и грижата за себе е многу поголема и жените, така што жените генерално подобро се чувствуваат и се поздрави. Убаво е ова да се слушне и драго ми е, пак ќе речам, и јас се радувам кога некои нешта звучат мотивацијски, а се такви какви што се, заради тоа што зборуваме за факти и за нешто со кои што и вие како стручни лица практично секојдневно се соочувате, сведоци сте, ги гледате. Сега и малку повеќе околу евентуалните компликации со здравјето кои што можат да се случат во периодот на менопауза. За дел од нив веќе накратко спомнавте и ги нафрливте како такви, ама сакам во овој дел да објасниме прецизно зошто доаѓа, конкретно зошто доаѓа до одредени типови на проблеми, што е тоа што ги предизвикува, а е всушност една промена во организмот на жената. За конкретните симптоми на самата перименопауза и менопауза, за тие топли бранови вазомоторни ефекти, се буквално тие нагли промени на хормоните и падот на естрогените. Значи тоа е вазомоторна реакција која што е така и опишана, еден од главните, да речеме, симптоми. Сите останати симптоми што ги кажав, како што е сувоста на вагината, намаленото либидо, неуредните циклуси, проблемите со уринарна инконтиненција и слично, се должат на падот на естрогенот и рецепторите за естрогенот, значи една состојба, да речеме, која што ја носи самата возраст. Сега тука би спомнала, да речеме, за овие некои уринарни проблеми и тегоби и сувост на жената, доаѓаат, значи, жени кои што претходно имале можеби помали проблеми, а веќе со менопаузата и губењето на циклус, тие проблеми со стрес, инконтиненција или спуштање на матката и слично се зголемуваат. Зошто е тоа така? Баш ради тоа што во сфинктерот на уретрата и во мочниот меур има некои перничиња што се, така да ги кажам народски, со
естрогени рецептори, кога немаат веќе стимулација естрогена, кога не бојат, тие едноставно самото ткиво станува послабо. Значи сврзното ткиво, исто како нели и кожата и други работи, колагенот и сите тие работи пропаѓаат, така да тие вагинални ѕидови може од една страна и да се спуштаат, од друга страна може со сувоста и со кртоста на ѕидовите кожата веќе не е еластична, вагината станува атрофична, влезот на вагината интроитусот, значи може да станува у некои случаи и потесен и да имаме проблем и со со одржување на сексуални односи, болка при односи и слично, за кое што жените тоа се многу интимни детали од нивниот живот и тешко е се уште да се побара помош за тоа, да се признае дали имаат, дали немаат проблем, бидејќи сето тоа е пропратено и со недостаток и желба за истото. Меѓутоа има жени кои што бараат помош и каде што ние со соодветен преглед и во однос на ситуацијата и терапијата можеме да им помогнеме. Да, тоа околу самото охрабрување можеби не е ова единствен здравствен проблем околу кој што ни е потешко да се охрабриме да побараме помош, но уште малку околу таа разлика и можност вие соодветно да помогнете. Дали доколку ваквиот тип на проблеми една жена ги игнорира, да речеме, подолг временски период, конкретно и тоа може да и донесе понатаму поголеми компликации, болки или несакани ефекти. Од која причина практично е препораката дека ако го имаме проблемот, треба порано и да побараме помош? Од истото тоа што го кажавте вие, значи секој проблем што е занемарен, кој што се игнорира и кој што се остава да прогредира, понатаму е потежок за се решава. За решавање. Понекогаш некои работи дури не можат да се решат во однос на некои физиолошки ситуација. За патолошките промени кои што може да се случат, има лек. Меѓутоа физиологијата, староста, колагенот, сврзното ткиво, кртоста, тоа е нешто што пак не можеме како што велите да го вратиме. Без разлика какви работи би покушале. Сакам да спомнеме малку повеќе за уште еден проблем, односно проблемот со работата на мочниот мејур и неговата функција. Како таков исто така веројатно знае да биде чест во овој период, па така да постојат тука и проблеми околу мокрењето. Исто може би еден непријатен здравствен проблем за кој што апсолутно веројатно е потребно решение, затоа што како таков ако го имаме на долг рок, нашето функционирање е практично тежнато. Се јавува ли често, има ли начини да се реши? Значи уринарната инконтиненција и спадот на женските гениталии, венародски кажано женска кила, е релативно чест проблем и се инциденцата и се зголемува со понапредната возраст. Може да се каже дека тука еден од директните причинители се вагиналните породувања, поготово на повеќе деца со поголема килажа или некои интраутерини манипулации како раѓања со вакуум или со форцепс или со слично, и секако и бројот на породувања. Така што тоа е еден процес кој што започнува и не запира и прогредира. Значи во прво време може да се права додека не е изразен и во помлада возраст, кегелови вежби за зајакнување на карличното дно на мускулатурата, што им ги препорачуваме на жените после породување и на жени што имаат лесно изразени вакви симптоми. Исто се однесува и за стрес инконтиненцијата. Овие проблеми и болести се социјални проблеми. Тоа не се болести од кои што, не Боже, се умира или нешто слично, меѓутоа знаат да прават генерален дискомфорт, нели, социјално треба да се пазиш дали ќе кивнеш, дали ќе се насмееш, дали да носиш влошка или слично, за да не се случи непријатност. А кај спадовите на гениталните органи, значи можеме да имаме и болки, и чувство на влечење, на тегнење и веќе некоја така поизразен дискомфорт во зависност од напреднатоста на состојбата. Жени доаѓаат со вакви проблеми во различен, да речеме, период на еволуција на болеста, некој на почеток, некој веќе
со напреднат пролапс или стрес инконтиненција, секако со соодветен терапија, оперативен третман, овие ситуации можат да се решат во нашата болница, така што имаме доста пациенти со таа патологија и успешно ги лекуваме. Ета, така и се одбегнуваат тие негативни ситуации, моменти, пак ќе кажам проблем кој што го нарушува секојдневието и нашиот комфор. Ќе продолжам се разбери со други типови на проблеми кои што може да се јават, а и во од вас ќе побарам одговори кои се решенијата, но пред тоа да го слушнеме и следниот гледач, дали е на линија? Ало. Добар ден, ве слушам. Ало, добар ден, Јана на линија сум, еве да ве поздравам многу. Искористи гужва, мажите ги нема да се јават. Знаеш ти, Јана, како убаш на емисијата, ја те толку сакам и сакам да се јавим еве сега на ЧК линија да те од срце поздравим и тебе и докторката и да кажем прекрасна си, све што ги водиш овие емисии, се вртеш никако да добием, али сега упорно викам ти добием да ја поздравим Јана и докторката и да ви кажем толку оваа за жените овој убаво дала совети. Ја да ви кажем, Јана, нели од жени сум слушала дека многу тешко поминувале, не вределе за мажите, кад ти ги например ќе помине тој, не ги више мажите не мало да ги сакат и тие жени многу потешко поминувале. А ја да ни кажем, ја една книга имаше книга за сваку жена, там читаше нели тие работи и мал се вино да се пие кад ти дојде нели тој климактериумот, ама уопште не сам осетила од што од искуство знаеш од мајка ми, од сите сам прашувала и толку си убаво помина, уопште не сам се плашила. А овие жени што се плашат, сите имаа проблеми. Страги не мои мажите да ги остават. Тој се е исто како кад например ти добиеш нели како да кажем докторката ќе ме свати, затоа тоа е нормална појава. Да не се плашимо нели. Ако имаме нешто проблем, еве доктори тука се, има лекови, има се. И да ви поздравим емисијата и многу сте ми симпатична и мила и сакам да ве слушам и поздрав многу од срце ве поздравам. Поздрав. Ви благодарам многу што ја следите емисијата, се разбира и за убавите зборови. Наша задача е практично да успееме да го задржиме вашето внимание и да ве советуваме на убав начин, а вие образложивте едно нешто кое што веројатно накратко би се рекло какви ни се мислите, веројатно таков и ние животот, па така важи и за оваа ситуација. Тоа го спомнавме веќе со докторката дека колку по-позитивно и потрезвено го прифатиме овој период од нашиот живот, веројатно дека ќе се олесниме, не мора секој пат да биде правило дека ќе ги избегнеме проблемите. Сега сакам следно да ве прашам малку повеќе околу ние, да кажеме, посериозни заболувања, кога се во прашање нашите органи и гинеколошки проблеми, колку тие знаат пред се да, ако претходно сме ги немале, да се јават баш во овој период од нашиот живот. Постои ли поголем ризик за нивно појавување или едноставно и тука не мора да значи дека ако сме во менопауза, тогаш сме поподложни на заболувања на нашите јајници, евентуално нашата матка и така натаму. Па зависи, некои болести да речеме се појавуваат, некои регресираат, тие што биле поврзани, например некои водени цисти на јајници или физиолошки некои цисти што може правеле некаков дискомфорт, проблем или неуредни крварења, со престанувањето на функцијата на јајниците исчезнуваат. Некои миоми кои што не правеле, кои што секако не се преголеми или не правеле некаков поголем проблем, исто така регресираат во растот, не растат понатака, да речеме се исушуваат, можеме да ги оставиме така да доколку процениме дека не прават никаков проблем, а секако за останатите болести може да се јават било какви болести во секоја доба на репродуктивниот тракт, меѓутоа со редовни контроли, сепак мора да се каже дека гениталните органи ни се достапни за преглед. Поготово, значи, грлото на матката со скрининг методи, со редовни пап тестови и ултразвукот како една суверена метода за откривање на промени на матката и нејниците. Голем дел од тие проблеми може да се откријат во момент кога може да се лечат. Така што основна здравствена култура и редовна е посетувањето на гинеколог на жените бар еднаш годишно, доколку е се во ред, за да се обават тие едноставни, да речеме, прегледи кои што многу кажуваат за репродуктивното здравје.
Да, секој пат тоа се препорачува како превентива практично, да не чекаме, па дури некој пат кога немаме симптоми или потешкоти, сепак да си ги посетиме нашите лекари за да знаеме во каква една здравствена состојба се наоѓаме. Таа здравствена култура и грижа за за своето здравје. Да, ќе направиме тука една кратка пауза за нашиот разговор. Во продолжение да ги погледнеме рекламите. Јас имам уште прашања кои што се поврзани со денешната тема, а ќе имам и доволно време, затоа и по оваа кратка пауза бидете со денешното издание на Добар ден. Се враќаме назад во студиото со цел да го продолжиме и денешниот разговор. Се надевам дека особено на женскиот дел од нашата публика им значи денешната тема, заради тоа што малку повеќе говориме за сите промени и евентуални проблеми кои што се случуваат со здравјето на жената во периодот на менопауза, се разбира и пред и потоа. Колку се разликува организмот на жената откако ќе настапи овој период. Кои се начините да една жена може полесно да ги поднесе сите промени и сите симптоми кои што природно се случуваат во незиниот организам и се разбира како соодветно треба да реагираме доколку имаме било какви посериозни нарушувања или потешкоти. Се разбира како и секој пат е мое да потсетам дека веројатно најразумен и најтрезвен начин на кој што можеме во тие ситуации да реагираме е да го побараме стручното мислење од докторите заради тоа што тие на најдобар можен начин ќе ни помогнат. Пред да продолжам со моите прашања кон доктор Ирена Шуплиновска-Јордановска, која што е моја денешна гостинка, а инаку е гинеколог акушер и дел од тимот на Ачибадем Систина, ќе дадам предност на гледачот кој што добивам знак дека го имаме на линија и го чека своето вклучување. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, одлично, повелете. Имам прашање до докторката. Неудобно ми се извадени јајниците, меѓутоа сега имам проблем, бидејќи јајниците ми се извадени, имам проблем со многу често мокрење. И направена е уринокултура, каде што се покажуваат малку околу 1000 единици. Меѓутоа, и покрај примањето на терапијата, јас имам многу често мокрење. Дали има врска тоа нешто со вадење на јајници? Дали е и матката извадена? Не е извадена, меѓутоа извадена е градата поради канцер, поради БРЦ1. Добро. Ви благодарам многу, еве, што го следите разговорот. Се разбира, докторката лично не ве познава и не ве видела за конкретно да знае за што се станува збор, меѓутоа еве од она што гледачката го сподели, ние малку зборувавме за овој тип на проблем, но може да биде ли поврзани со оваа ситуација во која што гледачката се наоѓа, со сите други проблеми што ги има. Значи, пошто ете имала нека позитивна уринокултура, не знам колку е сега тоа веројатно излечено, меѓутоа без разлика и кога поминала терапијата, да речеме и по негативизирањето на уринокултурата, некогаш може уште некое време тие симптоми да перзистираат на уроинфекција. Секако доколку не е причина уринарна инфекција, помош треба да се побара со дополнителни исследувања во зависност од тоа колку долго трае тој проблем, евентуално доколку е така подолго време и не можеме да дадеме соодветен одговор, можеби треба да се посети уролог, да се направи цистоскопија, да се види внатрешноста на мочниот меур, дали има некаков проблем, зашто ги има тие нагони за мокрење. Има и други испитувања уродинамики кои што ни покажуваат дали се работи за некоја состојба што се вика ургентна инконтиненција, односно неодолива желба за мокрење и неможност кога ќе дојде нагонот да се задржи урината. Меѓутоа, од ова што го кажува гледачката, мислам дека е некоја транзиторна епизода во склоп, еве да речеме, и на интервенциите и на таа некои уринарни инфекции кои што верувам дека ќе се решат. Што и да е, секако треба да се пијат многу течности заедно со антибиотската терапија што е дадена, бидејќи основно е тоа бактериите или тие причинителите за уроинфекцијата мора да се измократ. Значи, што повеќе течности и мокрење. Исто така треба да се провери и со ултразвук евентуално да не има нешто присуство на песок или некои други такви проблеми што може да бидат обврезите, што да речеме ја дразна таа слузница на мочниот меур и кои што може да предизвикуваат чувство дека не се мокри. Да.
Добро, ви благодарам се пакете и за овој убав и српен одговор кој што во таа прилика и според тие информации го дадовте на нашата гледачка. Во минутите кои што ни преостануваат, сакам малку и за оние, да речеме, посериозни заболувања кои што знаат како такви да ни исплашат. Логично е дека не сакаме да се соочиме со нив, но по некој пат тете се случуваат да бидат наш проблем. Што кога ќе дојде, да речеме, до малигни заболувања на јајниците? Постои ли разлика во кој дел од нашиот живот се соочуваме со овој тип на проблем и во тој контекст дали може кога сме помлади, да речеме, многу полесно да поминеме низ тој процес и евентуално закрепнување, а што доколку тоа се случи ете веќе во зрелоста и периодот кога и настапува менопаузата? Значи, во однос на туморите на јајниците, можеме наједноставната поделба да биде на бенигни и на малигни, едните во зависност од ситуацијата и кај едните и кај другите може да треба да се вади едниот јајник, двата јајника или целокупните органи или евентуално само некоја циста која што е таму. Најразлични има по хистопатолошка дијагноза и во зависност од нив зависи и третманот и прогнозата, значи на болеста. Во врска со возраста, не можеме да кажеме, пак кажуваме, во зависност од целокупното здравје, меѓутоа може да се случи кај многу млади луѓе некој агресивен тип на тумор на јајниците многу побрзо да прогредира отколку да речеме кај некоја повозрасна жена, меѓутоа секако не можеме да генерализираме околу ова. Зависи од типот, значи, на туморот на јајникот, од прогресијата на болеста и од пропратната здравствена состојба на жената. Меѓутоа секако треба навремена дијагноза и на точна, значи, дијагноза со методите дијагностички што постојат и во основа на тоа одлука што треба да се превземе понатаму во однос на лекувањето на болест. Да, еден можеби од најсериозните проблеми кога е во прашање во овој ваш сектор во кој што работите и дел поврзан со нашето здравје е малигните заболувања на грлото на матката. Се разбира, морам да кажам дека сум до некаде и среќна што особено во последните години веројатно многу повеќе се работи на таа едукација, па се повеќе младите девојки и жени можат да си ги зголемат своите перцепции, своите знаења и да знаат како пред се да ги превенираат овој тип на проблеми, меѓутоа ќе поставам слично прашање како и претходно. Има ли разлика кога ќе се јави овој проблем? Знае ли да биде посериозен како таков? Пак ќе кажам, ако дојде во подоцнежните и позрелите години на една жена. Значи, пак, можам да кажам, да речам, карциномот на грлото на матката, ајде за разлика од оваријалниот карцином кој што пак генерално се случува во кај повозрасни жени, инциденцата е најголема во 40-тите години на карциномот на грлото на матката. Може да се случи и кај доста помлади жени кои што немаат завршено репродуктивен значи процес, па така што и лекувањето, третманот и индикацијата, значи за операција зависат и од тоа за основа дали жената има завршено репродукција или дали сака да ја зачува фертилноста. Секако не може кај секој, тоа се определени случаи каде што може да се направат операции за отстранување на рак на грлото на матката, да се сочува матката со строго одредени критериуми дијагностички кај кои жени може, кај кои не. Меѓутоа, секако, за да не дојде до таа ситуација, основни се тие ПАП прегледи каде што со скрининг метода се прати ситуацијата цитолошки, значи состојбата на грлото на матката. Така што можам да кажам дека севкупно на светско ниво инциденцата на карциноми на грло на матка е намалена заради овие превентивни прегледи и редовни ПАП тестови. Секако може да се случи кај некој брзо прогредирачки да имаме промена, иако сме оделе редовно, например, на гинеколог во рок на една година нешто да се случи, нели не е приказната дека секој 2 месеца мора да одиме на преглед доколку е нешто. Меѓутоа, најголемиот број случаи имаат прогресивен и подолг тек
од претворувањето на една клетка од нормална во малигна и во тој период може да се фати таа промена и навремено да се отстрани со мала интервенција без да дојде до зафаќање на поголем дел од грлото на матката и матката, за да треба да се прават поопсежни операции. Да. Во овие последни минутки ќе ве прашам малку повеќе за тој дел. Во која смисла и дали сите методи, сите техники, сите интервенции, начините на кои што се изведуваат одат напред? Претпоставувам дека се природни тие прашања од страна на пациентите, тогаш кога мора нешто да се третира или да биде по хируршки пат решено, дали тоа подразбира големи болки, во колкава мера тоа подразбира опасност по животот и генералното здравје. Тие се природни прашања кои што верувам дека ги добивате, затоа сакам и во оваа прилика да ги поставам. Ние имаме отпори, имаме страв према хирургијата и хируршките запати, пак ќе кажам, тоа не е нешто неприродно, веројатно е сосема нормално да биде така. Никој не сака да се најде во една таква ситуација. Можам слободно да кажам дека за среќа работам во една елитна болница која што ги овозможува најсовремените и најбезбедни начини за оперативна техника. Секако и со текот на годините оперативните техники, сутурните материјали и останатите инструменти за изведување на овие интервенции се и такако унапредени, исто така и лекарите имаат повеќе искуство со веќе долгогодишно работење на таа патологија. А во нашата болница, конкретно за карциномот на грлото на матката, во индицирани случаи се изведува и минимално инвазивна хирургија, односно можност за изведување на вакви операции со лапароскопија, односно без класичен рез на стомакот на пациентката, каде што самото оперување е многу побрзо, самиот тек на операција е побезбеден со затоа се вика минимално инвазивна хирургија, ја користиме ради бенефитите на ист работен исход, а подобро и побезбедно закрепнување на пациентот. Да, се надевам дека на некој начин и тоа е охрабрување, пак ќе кажам, за во тие моменти кога ќе дојде до овие ситуации, сепак да имаме храброст да си го препуштиме нашето здравје на оние кои најдобро ќе ни помогнат. Сакам да го завршиме разговорот со совети во поглед на тоа како соодветно треба да си го чуваме нашиот репродуктивен систем. Реков, јас сум задоволна што во јавноста веројатно се говори повеќе, достапни ни се информациите, меѓутоа секој пат има такви примери кои што докажуваат дека по некој пат жените, девојките, без разлика помлади или повозрасни, знаат да бидат неодговорни према сопственото здравје и конкретно сето ова кое што го зборуваме. Каде ги гледате најчестите грешки? Пак ќе кажам за крај, нека бидат ова убави совети кои што ќе ни помогнат и ќе не потсетат дека е важно на соодветен начин да си го чуваме нашиот репродуктивен систем. Ја би кажала не само тоа, од една страна е некоја си неодговорност, да речеме, и непосетување на лекар општо, не само гинеколог, и игнорирање на некои здравствени проблеми, меѓутоа сега во денешно доба се соочуваме и со еден друг проблем кој што може би на нас лекарите и поголем проблем не прави, а тоа преголемата информираност, да речеме, на пациентите и земањето на некои работи што во своји раце, себе лекување со несоодветни работи, нешто чуено, недочуено, истражено, недоистражено, доаѓаат веќе и со некакви си готови диагнози или некакви проблеми, да речеме минорни, кои што сепак ги лечат со својата аптека. Не дека некогаш и не можат, меѓутоа некогаш знаат баш бели да се десат, онака од што жените се, да речеме, може би и презагрежени и преагресивни околу третман на своето здравје и може некогаш се случува и повеќе да си наштетат колку да си помогнат, да речеме, мислејќи дека сами можат да си го решат проблемот или дека тој проблем некоја нивна блиска личност го решила така и така или нешто слично, па и од таа причина, да речеме, да се избегнува лекар или да се дојде на лекар кога веќе се случила некоја компликација. Меѓутоа, за среќа има многу, поготово и млади, и одговорни, и повозрасни кои што буквално си се дисциплинирани, си одат на редовни прегледи и се грижат за своето репродуктивно здравје. Значи, жената си го осеќа своето тело
има контакт нели сама со себе и најдобро знае кога нешто не е во ред. Значи едноставно тоа што ние му советуваме да си го слушаат своето тело, тоа е најдобар показател каква е нашата состојба. Значи, во меѓувреме додека нели ништо не боли и се е во ред, да си ги одиме тие нормални прегледи, скрининг прегледи, каде што можеме многу да откриеме, а не да боже нешто што може да се излечи кога е во зачеток. Да, кажавте сега една многу добра работа болката. Дали може би една од најголемите причини зашто по некој пат се доцни и не реагираме на времено со овој тип на проблеми е баш тоа што не чувствуваме болка. Јас тоа редовно го споменувам, еве кога во прашање вирусот со кој што сега се соочуваме, фактот дека ние не го гледаме пред нас, по некој пат доведува до тоа да ние се однесуваме како да не е тука. Па така правам бидејќи не чувствуваме болка, па ние си велиме се окей со моето репродуктивно здравје. Една од основните работи ради кои што генерално луѓето одат на лекар е било каков тип на болка независно дали е гинеколошка или не. Меѓутоа најголем број болести не болат. Хипертензијата на пример не боли, дијабетот не боли, така натака. Значи многу хронични болести кои што се како влијаат на морбидитетот и на морталитетот на општата популација, немаат изразени синдроми со болка. Најчесто боли кога веќе некој си процес било каков, да не кажувам паушално, меѓутоа кога е, да речеме, напреднат, кога нешто притиска, кога нешто е експанзивно или големо, понекогаш пред да се случат тие големи работи има некакви си суптилни симптоми кои што пациентите може да ги толкуваат на различен начин, дека се од некоја си друга природа, може би и навремено да побараат помош, може би за да задоцнат, некогаш на некои работи треба подолго време за да може да се откријат, некои органи се понедостапни за разлика од други, така да се е тоа некој склоп на околности во однос на дијагнозата и третманот на било каква болест, па и на гениталните органи. Тука некаде ќе ви се заблагодарам, се разбира, за сите убави одговори кои што ги дадовте на моите денешни прашања. Па ќе кажам, беа во насока за подобра едукација и информираност на оние кои што не глеdaa. Се надевам дека и девојките и повозрасните жени што го следаа разговорот научија нешто од него и ќе допринесе за подобро да се грижат за своето здравје. Благодарам на поканата. Ви благодарам многу што бевте дел од нашата попладневна програма. Редовно тука некаде на крајот им се заблагодарувам и на нашите гледачи за вниманието со кој што не следат и верувам, се надевам дека успеваме со темите да го задржиме практично. Секој пат е чест и задоволство да зборуваме за теми кои што ви значат, така ќе биде и во следните изданија на емисијата. До тогаш уште еднаш да ве потсетам дека заедно со вас се останатиот дел од програмата на телевизија Алфа и според мене тоа значи дека доколку останете на оваа фреквенција, вие ќе имате едно убаво попладне заедно со сето она кое што ние ќе ви го понудиме. Уште еднаш благодарам што бевте со нас и довидување.